За сега нема најави дали Струмичката итна медицинска помош ќе добие едно од 13 нови возила кои ги обезбеди Министерството за здравство. Ниту деловникот за работа на итната помош, ниту пак Министерството за здравство ги имаат дефинирано критериумите според кои се распределуваат возилата низ градовите. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека возилата ќе бидат распоредени таму каде што е потребно, но не наведе како ќе бидат дефинирани потребите на градовите, бидејќи со правилникот не се предвидува такво нешто. 6 други возила ќе бидат распределени низ целата земја во здравствените домови, каде што има потреба од нив. Возилата не може да се заменат одеднаш, ќе треба постепено да се решава и следната година со набавка на овие возила ќе добиеме и соодветен кадар таму каде што има потреба. Децидене Филипче во изјавата вели дека ќе се вработат лекари, ама во Скопје, а внатрешноста не ја ни спомнува. Со јавната, транспарентна и отворена постапка направивме огромна заштеда. Од целокупниот буџет од 500.000 евра заштедивме дури 200. Така да тие ќе ги искористиме за некои друга намена, за набавка на некои рентген цевки, нешто што се изнуди како итност во овие последни денови кога неколку апарати низ државата останаа без апарат за компјутерска томографија. Во моментов во итната медицинска помош има само 2 возила во Струмица кои ги користат не само пациентите од градот и населените места. Тимовите со лекари гравитираат во целиот микрорегион. Од здравствениот дом од Струмица потврдува дека во моментов има само 7 лекари кои работат не само на терен, туку и обслужуваат сменски во самиот стационар. 2 комплетно опремени возила, кои се на итната медицинска помош во Струмица, се даваат на користење и во општа болница. Од ресорното министерство не само што немаат најави дали ќе доделат возило во Струмица, туку и како ќе се реши проблемот кој станува се поголем, односно дефицит со лекари.